Беше тоа на 12 ноември 1910 година, кога во Солун е роден Димо Тодоровски, академик и професор, вајар од првата генерација вајари кои ја втемелија оваа ликовна уметност во Македонија. Тој беше единствен скулптор што се појави меѓу двете светски војни во Македонија. Излагаше самостојно во Скопје, Белград, Загреб, Дижон и на други места. Автор е на многобројни споменици во Македонија, како и на скулптурите Јама, Тутуноберачка, Гроздоберка, Нажица и други. Умре во Скопје на 27 април 1983 година. Беше тоа на 12 ноември 1912 година, кога градот Кукуш бил запален и разорнат од грчката власт. Пожарот траел 8 дена и покрај тоа биле запалени и 35 села во Кукушко, 12 во Дојранско и 3 во Гевгелиско. По масакрот, македонското население било приморано да се декларира за грчко. Беше тоа на 12 ноември 1973 година, кога во Скопје умре Иван Точко, истакнат современ македонски писател и новинар. Автор е на збирките Раскази, Бојана, Акорди, Прстен, Раскази, Лебедова песна и други. Последно негово објавено дело е драмата во 8 сцени со пролог Плуто. Роден е во Охрид на 9 јануари 1914 година. На 12 ноември 1989 година почина Стерију Спасе, писател и критичар од македонско подекло. Автор е на проза и раскази, романи, учебници и репортажни записи, но тој е значаен и како собирач на македонски народни умотворби, со една збирка песни што ги запишал од неговата сопруга Николина Спасе. Запишувачот песните ги превел на албански јазик за да ги доближи до читателите во Албанија. Стерију Спасе е роден на 14 август 1914 година во село Глобочани, Мала Преспа. Основно училиште завршил во родното место и во Глобочани, Мала Преспа. Образованието го продолжил во Корча и во Елбасан, каде завршува педагошка гимназија. Работи како учител во Дервичане, село во округот на Џирокастро, а подосна предава во Москополе, Корча и Тирана. Беше тоа на 12 ноември 1992 година, кога во Скопје, со одлука на Универзитетскиот совет, Универзитетот Кирил и Методи, пред името на словенските просветители го доби и епитетот Свети, значи Свети Кирил и Методи.